Тврдењата на грчката страна дека на НАТО самитот во Букурешт немало вето се неточни. Е ставот на македонскиот правен тим кој јутре пред судиите на Меѓународниот суд на правдата ќе го даде одговорот на грчките контрааргументи изложени во четвртокот и во петокот. Македонскиот тим утре ќе аргументира и ќе докажува неколку поенти. Првата е дека јужниот сосед, спротивно на она што го тврди, се противеше на македонскиот прием во НАТО. Македонскиот правен тим уште еднаш ќе потенцира дека Грција се противеше и покрај тоа што Македонија побара прием во алијансата под условите предвидени во времената спогодба, што значи дека на нашата земја во НАТО и се обраќа и се уште и се обраќаат под времената референца. Грција се обидува да ги избегне последиците од своето противење преку обидот своето вето да го представи како едногласна одлука на НАТО. Македонската страна го отфрла грчкото неточно тврдење дека еден од критериумите за прием на Македонија во НАТО бил и решение на прашањето со името. Со македонската страна се согласуваат и поголемиот дел од светските медиуми кои известуваат за случајот. Така, на пример, во напис на National Herald стои дека Грција се спротивстави на обидот на Македонија за прием во НАТО. Освен странските медиуми, наклонетост кон Македонија имаат и нивните читатели. Така покажува анкетата на порталот Topics, каде од 154 испитаници дури 79% сметаат дека Македонија ќе победи во тужбената постапка против Грција. Најголемиот дел од одбраната, аргументацијата и доказите на грчката страна се заосновани ни помалку ни повеќе туку на изјави на поранешниот македонски претседател и актуелен лидер на опозицијската СДСМ Бранко Црвенковски. Освен изјавите на Црвенковски, доминантно беше и грчкото непочитување на овој суд преку непризнавањето на неговата јурисдикција. Дали судот ќе го остави настрана очигледниот недостаток на јурисдикција и ќе донесе одлука за друга организација? Ваквите тврдења на грчката страна се неприфатливи бидејќи судот има јурисдикција во овој случај, ќе повтори утре македонскиот правен тим. Спротивно на грчкиот обид за погрешно представување на фактите, македонската страна ќе повтори дека од судот бара да донесе одлука за грчкото прекршување на времената спогодба, а не за проблемот што Атина го има со нашето историско име. Воедно пресудата на судот за која грците побараа воопшто да не биде донесена, ќе се однесува само на нивното противправно действување, а не на однесувањето на НАТО алијансата. Неверојатно, но вистинито со грчката страна се согласува и поранешниот македонски претседател, а сега лидер на опозицијската СДСМ Бранко Црвенковски. Неговите изјави идеално се вклопија во грчките наводни теории. Најкористен беше говорот на Црвенковски во парламентот од 2008, во кој тој открива наводна стратегија на македонската влада за закочување на разговорите за името. Внимателно подготвувана стратегија која што е тука опишана како што е признаено и од претседателот на поранешна Југословенска република Македонија во говор пред парламентот. Двојната формула служи како алатка за да не се учествува суштински во преговорите. И претседателот Црвенковски одреден цинизам вели таа позиција сите ја сметаат како средство за да се ослободиме од преговорите или барем да ги замрзнеме за одреден период. Претседателот Црвенковски дојде до ваков заклучок уште и пред да се донесе овој случај пред судот. Цитирам: можеме да започнеме постапки во рамките на Обединетите нации или меѓународните судови, но истовремено исто така треба целосно да бидеме свесни дека тоа нема да го реши нашиот проблем. В понеделник македонскиот правен тим за последен пат во устната расправа ќе ги повтори своите две барања до судот. Првото барање на македонската страна е судот да донесе декларација во која ќе констатира дека Грција грубо го прекрши членот 11 од времената спогодба. Второто барање на македонскиот правен тим се движи во две насоки. Првата е судот да и нареди на Грција веднаш да ги преземе сите чекори за усогласување на своите действија со обврските преземени со потпишувањето на времената спогодба. Втората насока е пак судот да и наложи на Грција во иднина да се воздржи од преземање на вакви противправни действија, и тоа не само во однос на приемот на Македонија во НАТО алијансата, туку во однос на која и да било друга меѓународна организација. За Македонската радио телевизија од Хаг, Марија Котовска.